час, а тоа е природни науки за прво оделение. Здраво, наставничке. Здраво, ученици, како сте? Дали сте добри? Одлично, ќе ни се представите која сте, од каде Така, да, доаѓате? прво да ви кажам дека чест и задоволство ми е што сум дел од оваа училница. Овде прекрасно се чувствувам и јас сум Златица Апостолов, доаѓам од Општинското основно училиште Јан Амос Коменски од општина Карпаш. Одлично. Би сакала да ги поздравам моите ученици од 4-то Б одделение, како и сите ученици пред малите екрани кои што не следат денес. Се надевам дека ќе имаме одлични активности по предметот природни науки, кои што е за најмалите првачињата. Па да започнеме. Темата ни од што е направено е наставната содржина, својства, односно карактеристики на материјали. Целите на овој час ни се ученикот, односно ученичката, да опишува, споредува материјали, предвидува, истражува, наблюдува и собира докази за точно да одговори на поставените прашања, да ги споредува предвидувањата со добиените резултати, да дискутира, објаснува и да креира идеи. Кои предмети од кои материјали се направени? Ајде, јас би ве запрашала вас. Оде во нашата училница да видиме, например, полицата за книги, од кој материјал е направена? Од дрво. Од дрво. Одлично, така, масичката тука што ни е? Па исто од дрво. Од дрво, но има и... Комбинација со Има и желез. метал некако желез. Одлично, одлично. Еве како што гледаме нели на овој слайд, чашката е направена од стакло. Облеката од текстил. Лего коцките со кои што децата најмногу сакаат да играат се направени од пластика. Исто така книгите, учебниците, како и нели се направени од хартија. Потоа моливчето е направено од дрво, но има и гума. Така. Одиме па натаму. Сега да видиме кои материјали, односно кои предмети од кои материјали ни се составени. Еве на овој слайд гледаме кукла од текстил, потоа можеме да забележиме дека капата е исто така направена од текстил, облеката која што претходно кажавме, потоа пешкирот и така натаму дрво. Дрвена ограда, некои музички инструменти како виолината е направена исто така од дрво, столче од дрво, пластика, амбалажата пластична, потоа коцките со кои што учениците нели многу сакаат да играат на лутице човече, исто така се направени од пластика, играчките се направени од пластика, пенкалото и така натаму, метал, од метал се направени клучевите, приборот за јадење, лименките, звончето метално. И да видиме од стакло се направени различни теглички, потоа стаклени чаши, лупата со која што учениците најмногу сакаат да истражуваат и исто така различни шишиња и други предмети. И од хартија. Од хартија се направени нели тефтерчето, споменавме пред малку дека нели се направени и книгите, така тетратките кои што во училиште ги користиме. Исто така во картонска амбалажи, картонот треба да напоменеме дека е хартија, најчесто го користиме за да спакуваме нешто. Гледаме хартиена кеса, но исто така најчесто хартијата ја користиме кога? Сакаме да Така, кога сакаме нешто да спакуваме, бидејќи многу родендените ги сакаме така. Сега јас за овој час подготвив една интересна истражувачка активност, а таа е во една тука кесичка, хартиена, која што ни е направена од хартија, ставив неколку предмети, кои што се направени од различни материјали. Сега кој од вас е доброволец? Сакам да му ги врзам очите. Ќе може? Комшита. Се Може, согласувате? да, се согласувам. Одлично. Ајде. Да дезинфицирав марамата да не се Знам, видов дека е дезинфицираше Така беше, марамата. и јас видов исто потврдувам. Точно. Тоа значи дека на комшито ќе му ги врзам очите. Твојата задача комшито ќе биде значи да извлечеш некој од предметите, да ги опишеш, да ги кажеш нивните својства. Добро? И подоцна да погодиш за кој предмет станува збор. Може? Може. Наставничката е помогнам јас пониска, а комшито е многу висок. Комшито е висок. Благодарам. Тоа е бидејќи кошарката. Гледаш ли нешто Чекај, или не не? мрдај. Злела комшито. Одлично. Ајде, може.
Може да го извадам предметот? Да. Ајде, Ова опишувај. е дрвено. Ова е вилушка. Не, ова е лажица. Дрвена лажица. Дрвена лажица, точно. Многу брзо погоди. Ајде уште некој друг предмет? Па обликот. Затоа. Обликот. Добро. Може уште нешто да изгледаш? Да. Ајде. Да Ова е- видиме за што станува Ова е збор. метално. Да, некогаш и Како кутивче може би нешто така. кутивче метално, да, но како дозна дека е кутивче метално? Па по обликот, бидејќи има облик на кутивче, има и Така. капаче, што асоцира на тоа. За момент мислев дека е касичка, може би, ама Метално Нема кутивче. отвор. Сега ние, Нема отвор, знаете да. ученици, во прво деление учиме за звуци. Исто така. И сакам да напоменам дека вака кога ни се врзани очите, можеме нели некогаш според звукот кога ќе тропнеме на некој од материјалите, да дознаеме за кој материјал станува збор. Точно. Браво комшиото, одлично. Ја. Дали може понатаму? Ајде комшита влечи, уште имаш работа. Ајде. Дај го, еве, ќе ти помогам. Може, тоа е супер. За што станува збор? ова е стаклено. Како знаеш дека е стаклено? Па, слушај. Да, добро. одлично. Звукот што го има стаклото секогаш, малку подебело стакло поради звукот, да беше потенко стаклото. Имаше ќе беше- потенок звук. Да, звукот ќе Браво. беше поразличен. Ова е мала чашка. Да, Мала мала чашка стаклена, Да. која што е кршлива, така и мораме да Да. бидеме внимателни кога Точно. работиме со стаклото. Секогаш Одлично. да се бидете Имаме ние внимателни. уште многу да истражуваме, но бидејќи ни е кратко времето, нели? Браво комшито за Е. сите одговори кои одврзам. што ти беа точни. А сега одиме на следната активност. Значи ова беа својства на материјалите. Само ќе треба да ја пуштиме пак, бидејќи со техниката некогаш нели Да. имаме Пробав проблеми. јас, но- Така да, во ред. Значи ова го завршивме истражувачката активност. Сега проценуваме и истражуваме. Морам да напоменам што значи зборот проценуваме, бидејќи сме првачиња и сме се уште мали. Проценката која што ја правиме ученици, значи дека даваме некое мислење. Какво мислење? Мислењето може да биде точно или неточно, бидејќи секој дете, посебна индивидуа, има своји, нели, мислења и ставови. Например, доколку земеме една чашка и сега ја пуштиме чашката на подот, јас нема да експериментирам, но само кажувам, ќе прашам дали чашата може да се скрши или не. Така, некој ќе рече може, Зависи од подот. зависи, така, зависи од подот, зависи од дебелината на На стаклото чашата. и така натаму. Истото се случува и да речеме со текстилот. Дали може текстилот да се скине со употреба на сила или не може? Тоа значи дека проценката најпрво можеме да ја направиме, а кога ќе истражиме ќе добиеме доказ. Доказот ни кажува точно, значи точно дали нештото може. Еве како на пример чашката дали се скрши или не. И тогаш ќе бидеме сигурни во она што го истражуваме. Сега наблюдуваме и докажуваме за својствата на материјалите. Јас за таа цел подготвив значи еден постер, кој што да може да го повлечеме поблиску, тука ќе ни треба кај масичката. Може Така? овде? Може, одлично. Одлично. И сега да видиме во оваа колона надолу забележуваме дека имаме 7 различни материјали, 7 така? различни материјали. 7 различни материјали. Лина, дали ќе сакаш да ми помогнеш да штиклираш? Секако наставничке. Повели. Значи, бидејќи сме мали, сме првачиња, ќе истражуваме само 3 својства, а тоа е се витка, се сече и се кине. Ајде да започнеме. Најпрво текстилот. Еве јас овде донесов неколку различни материјали, ова е текстил. Така, сега да видиме дали текстилот се витка. Се витка. Одлично, штиклираме. Само штиклираме
таму каде што е точно. Доколку не е точно, ништо не пишуваме. пишуваме? Не пишуваме, го оставаме тоа правоаголниче празно. Одлично. Сега јас ќе употребам, дали се сече ни е второто. Да пробаме со ножицата. Дали се сече? Значи, еве гледаме. Се сече. Така. Значи, текстилот се сече. Се сече. Одлично. Дали текстилот се кине? Сега имаме различен вид на текстил. Значи, ако е некој потенок, Може да се нормално скине. дека може да се скине, да. Но ние сега тука ќе штиклираме од она што го гледаме, од примерите кои што ги имаме на овој час. Ајде да употребиме сила, бидејќи ние и во прво деление учиме за сила. Значи употребувам сила, гледаме дека не може овој текстил да го искинеме и таму не пополнуваме. Сега одиме со хартија. Хартија. Така, имаме различни видови, нели, на хартија, потенка, па дебела, хартија од весник и така натаму, во боја, еднобојна. И да се обидеме, значи прво да ја свиткаме. Вие ученици нели многу сакате да правите оригами, на пример авиончиња, жабчиња, мачиња. Сакам да правам оригами, авиончиња. Така, значи се витка. Да видиме дали хартијата се сече. Знаеме, Се работиме сече. со колаж, во училиште, во градинка, претходно кога сме биле. Јас знам и Така. дека се кине хартија. Дали се кине хартијата? се кине? Така, хартијата се кине. Следно нешто што ни е жицата. Жица. Ајде да видиме жицата. Што мислите вие? Жицата се витка, Може. се сече, ама се сече со Не со можеме со клешта, не ножички може да со ја ножичка. исечеме, така не можеме. Или зависи каква жица е, ама Добра. сепак се сече или може да ќе оставиме заради тоа што не се сечат секаков вид на жица со секаков материјал. Може Да, така? затоа што ние сме првачиња, смееме само да ракуваме со Со ножичките. ножици, да. Одлично. Значи се витка и не се сечење во кине. празно и се кинење во Одлично. празно. Сега имаме конец, исто така и различни видови на конци имаме овој потенок. Така, ако е подебел, не можеме да го скинеме толку лесно. Дали конецот се витка? Се витка. Забележуваме дека конецот се витка. Дали се сече? Ајде Се да се сече. обидеме. Одлично. Конецот се сече и на крај дали конецот се кине? Овој се кине. Да. Да го штиклираме. Да. Сега последните три ми се Кора кора од дрво, дрво, лист од дрво и камен. каменот. Тие се ученици природни материјали. Ам, Така. Ајде сега почнуваме со кората од дрво. Ева кората од дрвото. Да видиме дали се витка. Па не се витка. Не се витка, значи се витка, веднаш се може се крши. Така. Се сече? Па со ножица, Со ножица не. ева се сече, ама Да, малку бидејќи е потенка. потер. Ка можеме да запишеме дека се Се сече. сече, И дали се кине? се кине, Па да. Ова што имаме тука, листот. лист Знаете овој лист од кој дрво е? од урав, Не, од од костен. костан. Да. Така и мислев. Од костен, готово. Добро. Ајде да видиме дали се витка. Се витка. Значи може да се свитка, дали се сече? Се сече, да. Можеме да го видиме. сечеме, тенки се личињата, Така. речи се секоја лист. И дали се кине? кине Се исто. кине. Така, кога истражуваме и кога одиме И во парк. каменот, ниту се каменот, витка, ништо ниту не можеме да му сече. направиме. Така, значи ништо не можеме да штиклираме кај каменот. И сега да продолжиме понатаму. Наставнички ќе ни звонаш. Да, само што за сличностите и разликите на материјалите, да ве прашам по едно прашање. Дали може? Марина, Може? Ајде, да видиме која е разликата помеѓу текстилот и хартијата. Разликата. Па тоа е дека едното се кине, другото не. Текстилот значи не се кине, а хартијата се кине. А која е сличноста помеѓу конецот и кората од дрво? Па се е слично. Така. Можете да се виткат и да се А сечат дали и да се сличност има помеѓу листот од дрво и Па каменот? нема никаква сличност. Нема, така. И Може за би во домашна бајките. работа, уште да им дадеме на учениците да ги истражат својствата на стаклото и пластиката, бидејќи стаклото и пластиката тука не беа дадени, или да ги истражат својствата и исто така да си направат една ваква табела, за да може да ја пополнат. Одлично. Прекрасен час наставнички, ви благодариме. Одиме со следниот час.